Добар ден и од мене. Денеска сме оде во Прилеп да поразговараме и со градоначалникот, со советниците од Советот, тука се и пратениците од ВМРО ДПМН, овдека од Прилеп. Навистина сум среќен и задоволен кога можам да бидам дел од проекти кои што се реализираат, а кои што претходно биле дел од изборната програма во случајов локалните избори 2021 година. Ова што го кажа градоначалникот, јас сакам само да честитам и да ги охрабрам и Борче како градоначалник и Советот, но исто така сакам да им честитам и на пратениците во Македонскиот парламент, кои што знам како силно се борат за интересите на прилепчани, да обезбедиме ресурс повеќе за да може да биде реализиран проект повеќе овдека во Прилеп. Само така да продолжат, бидејќи само на тој начин можеме да покажеме дека не се сите исти, туку напротив, дека има луѓе кои што навистина се грижат за народот, кои што се борат во случајов за прилепчени, кои што се борат за Македонија и кои што сакаат да успее Македонија, кои што градат. И има такви, како што се овие од коалицијата на ДУИ, поддржана од помалиот партнер СДСМ, кои што има само една опција, тоа е да крадат. Исто така сакам да најавам една работа која што е многу значајна и која што идната влада на ВМРО ДПМН ќе има како прв приоритет, а тоа е реалокација и инвестирање од страна на централниот буџет во општините во Македонија не помалку од 250 милиони евра на годишно ниво. И овдека во Прилеп се планирани за проекти кои што идната влада на ВМРО ДПМН планира да ги реализира во вредност од 8 до 8,5 милиони евра на годишно ниво, што би значило помеѓу 32 и 35 милиони евра за еден мандат. Тоа се капитални инвестиции кои што надвор од буџетот на општината директно државата ќе ги инвестира за подобар живот, за подобри услови за живот на прилепчани и на сите оние кои што се дел од општина Прилеп. Тоа е еден навистина исклучително значаен проект кој што идната влада на ВМРО ДПМН планира да го прави. Реалокација на средства од централниот буџет за инвестиција во капитални проекти низ Македонија. За таа цел ќе повторам уште еднашка, за Прилеп ќе бидат одвоени годишно од 8 до 8,5 милиони евра или во еден мандат од 32 до 35 милиони евра. Сосема на крај ќе ми дозволите уште еднашка да му честитам на Борче, на Советот, на пратениците за храбрата борба. Условите за работа се навистина тешки, обструкција од страна на оваа влада криминална на ДУИ поддржана од СДСМ, но ќе продолжиме да се бориме. Уште неколку месеци доаѓа до промена, уште неколку месеци не двоја до новата влада на ВМРО ДПМН и едно ново време со проекти и со многу работа. Благодарам. Имате прашање? Дека СДСМ, односно владата удира по джебот на народот преку трите закони кои во собрание влегуваат за данок на владена вредност и солидарниот данок, конкретно ги споменувате пелетите од 5 на 18. Видете, тие закони кои што планира владата на ДУИ поддржана од СДСМ да ги протне шверцерски повторно со злоупотреба на европско знаме во рамките на парламентот, се практично закони кои што имаат за цел тие кои што и денеска се лојални граѓани и кои што денеска се ги исполнуваат обврските кон државата, дополнително да ги натовари со дополнителни давачки. И законот за персонален данок и законот за додадена вредност или ДДВ, но и оној закон за солидарност. Не представува борба со сивата економија, не представува борба против оние кои што и денеска не се лојални и не ги плаќаат давачките кон буџетот. Туку представува дополнителен товар на оние што се лојални на Македонија и кои што и сега си ги исполнуваат своите обврски кон Македонија. Тоа уште еднашка покажува каква влада имаме. Влада кој што за едни е мајка, а за други е маќија. Тој кој што е лојален граѓанин прави грешка, затоа што е лојален, а тој кој што не е лојален, кој што е краде Македонија, практично прави добри работи. Ете така ги двои оваа влада на ДУИ, поддржана од СДСМ, граѓаните во Македонија. И секогаш кога ќе ви кажат дека тие се проевропска влада, треба да знаете дека тие се обични криминалци и ништо повеќе, кои што на грбот на народот се богатат преку наместени тендери од 4 очи и потоа да не ве чуди зошто клановски се окупираат центар на градови, главниот град, тука во Прилеп. Тоа е една група
на кланови кои што се лојални на неколкумина во раководството на власта, дали е тоа вистинскиот партнер во владата, тоа е Демократската унија за интеграција или помалиот поддржувач измекер на ДУИ, тоа СДСМ, не е важно. Тука во Прилеп е измекерот СДСМ, на секаде низ Македонија е Демократската унија за интеграција. Рекохте релокација на средства за општините, Да? но повеќе општини започнаа процес за општински обврзници. Од друга страна, ресорното министерство најави граѓанска обврзница. Какви се можностите општините да добијат општински обврзници за да може да се функционира и да се обезбедат проектите кои што се планирани од страна на општините со тие дополнителни средства кои што би се добили од општинска обврзница? Тоа беше проект кој што беше навистина иновативен, креативен, кој што го започнаа општините каде што имаме градоначалници од ВМРО, ДПМН и коалицијата и неколку општини, меѓу кои, ако не се лажам, и тука во Прилеп, тој процес е почнат и завршен и веќе се во одредена фаза на позитивни мислења од страна на институциите. Кога тоа го виде владата, ги закочи, не дозволи тој процес да оди понатаму и покрај тоа што добија позитивни мислења од сите институции, и одлучи да даде граѓанска обврзница. И внимавајте се што направија. Најпрви најавија 50 милиона евра граѓанска обврзница, за да потоа видат дека нема да има интерес за 50 милиона, па ја намалија на 10, се реализира нешто повеќе од 20 на милиони и сега излегуваат со фалење дека се надфрлила два пати сумата која што тие ја побарувале. А во суштина најавија 50 милиона. Значи тие го ископираа тоа кое што општините претходно го најавија. Но и тоа е во ред. Ако тие пари бидат искористени за реализација на капитални инвестиции, но нема да биде така, тие пари ќе бидат украдени од страна на овие кланови за кои што претходно зборува. За разлика од нив, општинските обврзници се закочени и владата, за жал, повторно ќе кажам, за некој е мајка, за некој не е мајка, односно во општините каде што имаме градоначалници од ВМРО, ДПМН и коалицијата, нема да има можност овие општински обврзници да бидат реализирани, а со тоа и динамиката на реализација на проектите ќе биде намалена. Но затоа идната влада за неколку месеци од денес на ВМРО ДПМН планира сериозен инвестициски циклус и реалоцирање на 250 милиони евра од централниот буџет за реализација на капитални инвестиции на локално ниво. Овде рековме во Прилеп ќе бидат реалоцирани од 8 до 8,5 милиони евра годишно или некаде помеѓу 32 и 35 милиони евра за еден 4-годишен мандат и мислам дека на тој начин ќе направиме навистина еден горд и достоинствен град онаков како што Прилеп заслужува да биде и онаков како што Прилеп всушност е. Прилеп е земјоделски град. Да. Како ги коментирате фалбите на владата дека го поддржува земјоделието? Едно прашање. И второ, има ново пролонгирање на изградбата на експресниот пат Прилеп-Градско. Верувате ли дека некогаш ќе се изгради овој пат конечно? Покрај скандалите во Министерството за земјоделие, јас навистина друго и не знам, нити пак некој го видел овој министерот за земјоделие, нити пак слушнал нешто од министерот за земјоделие некој. Последното што можев да го видам како податок е дека околу 4 милиарди денари, некаде околу 65 милиони евра им се должат на земјоделците по основ за останати субвенции за периодот 19-22 година. Значи некаде отприлика 4 милиарди денари или 65 милиони евра. Од друга страна, ја видовме цената откупна која што ја објавија мелничарите, таа треба да е некаде околу 8-9 денари, ако не се лажам, а производната цена е 19 денари. Значи загубата од самиот старт е 11 денари. И сега зашто зборуваме? Зборуваме само за луѓе кои што многу крадат и многу лажат. Доаѓа вистинска влада која што ќе се грижи за земјоделците, земјоделска влада, онаа влада на ВМРО ДПМН, која што на вистина суштински ќе ги помага и на вистина суштински ќе се грижи за земјоделците. Ме прашавте за експресниот пат, 33 километри. Ги градат 7 години, требаше овој јули да се пушти, еве во јули дојде, абер нема од патот, а тоа е така затоа што не може да се договорат со провизиите кој колку да земе, кој колку да подели овие кланови за кои што зборував на почетокот од моето интервју. Ќе повторам, за неколку месеци од денеска имаме нова влада на ВМРО ДПМН, се ќе биде на брза трака, се ќе биде поинаку, онака како што Македонија, Прилеп и луѓето од Пелагонија заслужуваат. Како ја коментирате изјавата на Маричич во врска со тоа дека ќе има предвремени, ако има уставни избори? Ставајлево беше објавена. И наредна недела во тој контекст е најавена нова тура на
министри за надворешни работи, дали ќе сретнете со нив? Во контекст на ова, дали постои опасност од надворешна изолација, како кажа министрите за надворешни работи на Варшавската група, или пак Македонија повторно ќе биде изолирана? Јас разговарав вчера со тројцата министри за надворешни работи од Австрија, Чешка и Словачка. Имавме навистина аргументирана дебата во парламентот, ги кажавме нашите ставови. Тие ставови се исти, непроменети. И ако некој ја изолира Македонија, тоа се криминалците од власта поради нивото на криминал и неспособност да спроведат реформи. Промената на уставот не е критериум, како што вие велите, за изолирање на Македонија. А од друга страна, пак од истите тројца добив уверување дека во ниту еден момент не го кажале зборот изолирање, туку рекле ќе има задоцнување во процесот. А задоцнување во процесот ќе има, односно делей, на англиски, никаде они не спомнале изолација. Ќе има задоцнување во процесот заради тоа што владата на Ковачевски потпиша договор под бугарски диктат кој што народот не го прифаќа и надвор од политички консенсус. Основен виновник, ако Македонија задоцни во процесот, е оваа криминална влада, затоа што, освен тоа што потпишува договори, на слепо, многу краде и е неспособна. Се ова да беше спротивно до ова што го зборувам, ние денеска ќе зборувавме веќе за отварање на кластери, отварање на поглавја и така натаму, и така натаму. Но и тоа ќе се случи. Со промена на оваа влада, ќе дојдат луѓе кои што знаат како да ја изведат Македонија од оваа состојба во која што се наоѓа. Во право сте, следната недела најавени се тројца министри за Европа, на Сојузна република Германија, на Франција и на Полска. Повторно ќе кажам, доколку доаѓа за уставните измени. Нашата порака е иста, нашите аргументи се исти. Од таа страна јас не слушам нова поента. И ако доаѓаат за тоа, навистина ќе бидам разочаран и загрижен, бидејќи овој народ овде, а и низ цела Македонија, последна работа која што им паѓа на памет со уставните измени. Луѓето имаат реални, суштински проблеми како да го поминат месецот од први до први. Како да се подготват за следната учебна сезона, за следната грејна сезона. Земјоделците, важно им е дали ќе има уставни измени или ќе го продадат производот по тоа по кое што пот и крв давале. Тоа е суштината. Луѓето умираат по ходници во болниците, децата добиваат учебници на крајот од учебната сезона и така натаму, и така натаму. Имаме ние многу суштински и реални проблеми кои што се многу поважни од тоа кое што треба да ги одржи уште некој месец повеќе на политичката сцена луѓето кои што немаат народен легитимитет, како Маричич, Ковачевски, Османи и останатата група таму во ВОА. Рековте по неколку месеци, тоа многу сигурно го повторувате, по неколку месеци да има избори. Колку е тоа сигурно? Па и редовните се по неколку месеци. И редовните избори се по неколку месеци. Доаѓа крајот. Доаѓа крајот за овие луѓе кои што 6 години ја пустошат, понижуваат, плячкаат Македонија. А после крајот доаѓа и соочување со реалноста и со многу криминал кој што имаат направено. Дел ќе бегаат, претпоставам, но ќе имам такви информации дека се пакуваат. Има еден пример тука вака и во Прилеп, за еден многу значаен ликов дека во Прилеп кој што дивее по градов 6 години, со возен парк од неколку стотици илјади евра, кој што се подготвуваат за бегање. Но нема бегање, ќе ги најдеме. Значи до крајот на Каде и да бегаат, еве јас ви ветувам дека ќе ги најдеме. И за уши ќе ги донесеме тука и ќе ги вратат парите што ги краде од народот. Еве јас ви го давам. До крајот на годината ќе има избори. Секако и редовните избори се набрзо. А јас посакувам избори час поскоро. Час поскоро, еве, есента е одлична можност. Но ние како ВМРО-ДПМН немаме 61 пратеник во парламентот, но како и да и редовните избори